е таа матрица кога доаѓаш од невладина организација и кога те ставаат министер, министерството го третираш како невладина организација и при тоа не знаеш дека се наоѓаш во собранието на Република Македонија и како да се однесуваш спрема пратениците кои што впрочем и те гласале да бидеш министер. Но, да се вратиме кон комисијата. Јас имам само една реченица да кажам и тука ќе престанам. Јас само да ви кажам реченица тоа што го баравте од мене. Да интервенирам тогаш кога ќе се обратат како што не треба да се обратат. А исто важи и за вас како пратеник, не може да се обрати тако кон министр кој што е избран министр од ова собрание. Не од невладина организација. Не може да вели дека дали е прочитан или не прочитан. Требало да прочита. Затоа водите сметка требало после да прочита и да знае госпоѓата министерка дека да, точно забелешките на Венецијанската комисија не се задолжителни, но ако сме сериозни како држава, треба да ги почитуваме и имплементираме. Што тука не е јасно во забелешката на Венецијанската комисија? Уште еднаш ќе ја повторам за да знае јавноста. Очигледно вие не сакате да ја перципирате и давате квалификации за луѓето кои што работат професионално во таа комисија. Силните критики на Венецијанската комисија, како и на другите европски организации кои што претходно ги наведов, а вие тоа многу добро треба да знаете што значи, остро застанаа против одредбата. Остро застанаа, не може да ви наредат. Тоа се тие препораки на Венецијанската комисија. За предвремен прекин на мандатот на ова тело 2 години порано, што е причина за силен сомнеж, тоа се бирани зборови. Треба да ги сватите и да ги инкорпорирате. За силен сомнеж за уште едно мешање на политиката во работата на независните институции. Во конкретна смисла, во својот стручен коментар во однос на законот, Венецијанската комисија го констатира следното, дека нема доволно заштитни механизми со кои се обезбедува вистинската независност на комисијата. Очигледно дека вие сте наумиле и си имате мнозинство, ќе си го изгласате, но останува фактот дека препораките на Венецијанската комисија немате намера да ги испочитувате, затоа се велат препораки, не се задолжителни. Благодарам. Ѓорчев Владимир, реплика повелете.